Најзастапени во овој период се житните култури, а за нив најпогодно е да има снежна покривка. Во Полошкиот регион се појавија снежни врнежи, но не во доволна количина за таа снежна покривка да се оствари. Снегот е погоден за овој период бидејќи ги чува културите од измрзнување. Од Оделението за Полошкиот регион на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието вела дека земјоделските култури различно реагираат на ниските температури. Иако знаеме кај житариците има одредени култури кои што издржуваат и до минус 20 степени, но одредени култури на минус 9-10 страдаат. Затоа е многу подобро и погодно е за житните култури во овој период да имаме, кога имаме ниски температури, да има снежна покривка. Се разбира и таа снежна покривка да не биде и премногу голема, затоа што и кога имаме големи наноси на снег, доаѓа исто до задушување, па тогаш треба исто така да се реагира со обично знаеме во случај кога е ниски температури и горниот дел на снегот замрзнува и се менува климата во испод самата таа покривка и доаѓа до задушување на културата. Пандемијата погоди многу сфери на општествениот и професионалниот живот, но каква е состојбата со земјоделието? И земјоделците се малце не се како и други, да речеме, индустрии врзани со контакти на терен во своите ниви може слободно да излагаат, се ги вршат своите активности онака како што налага временските услови и се разбира сезоната за која култура и за кои операции треба да ги извршуваат на самите нивни стопанства. Од Оделението на Агенцијата, изминатиот период работат по систем на ротација и поретко се упатуваат на терен заради заштита од ширење на вирусот, но постојано се во контакт со земјоделците за да ги информираат за сите новитети и вести и да дадат насоки и помош на оние на кои им е потребна.